Цените на нафтата продолжија да паѓаат во вторникот на светските берзи, по сигналите дека Соединетите Американски држави и Иран се подготвуваат повторно да ги започнат мировните разговори по прекинот на борбите. Цената на суровата нафта Брент денеска продолжи да се намалува и изнесува $85,7 за барел. Во споредба со вчера, цената на Брент денеска е пониска за речиси 3%. Во меѓувреме, цената на американската сурова нафта Вест Тексас се намали за 2,6%, односно на $80 за барел. Падот на цените на нафтата представува олеснување откако минатата недела Брент достигна $100 за барел. Во петокот затвори на околу $97 за барел, а вчера падна на $88,3. И покрај забавениот сообраќај низ Ормудскиот теснец во последниве денови и заканите за напади од проиранските хути врз танкери во Црвеното море, трговците со нафта очигледно се охрабрени од можноста за примирие. Додека на светските берзи цените се во пад, во земјава од значително поскапеа дизелот и бензините. Вчера образложението на Регулаторната комисија за енергетика беше дека новите цени се пресметуваат врз основа на просекот од изминатата седмица. Денеска пак премиерот Христијан Мицкоски изјави дека по празникот Илинден на владината седница на 4 август ќе се одлучува за евентуално намалување на акцизата и ДДВ-то. Сега завршува онаа втора половина од месецот и веќе во понеделник ќе направиме просек за практично за втората половина од месецот и врз основа на тие параметри ќе се делува на цената на нафтените деривати. Добро е што 2 дена поред паѓа цената. Денеска се стабилизира некаде околу $85-86 за барел. Така што веќе следната недела очекувам поголемо намалување на цената на дизелот и на бензините, но на кое што е важно, а тоа е дека ова е берзански производ, сите ние државите купуваме од исто место, а ние како држава имаме убедливо најниска цена на дизел горивото и на безоловниот бензин во регионот, па и во Европа веќе. Покрај Македонија и Босна и Херцеговина има меѓу најевтините цени на дизелот и бензините во регионот. Најскап бензин во регионот имаат Грција и Албанија, додека најскап дизел покрај Албанија има и Србија.